Здраво живо! Денеска ви снимам едно ексклузивно, посебно, уникатно место, а тоа е последниот жив вулкан на Балканот. Значи, ова видео има два дела. Првиот дел е за вулканот, а во вториот дел е за нешто што најдов покрај вулканот, а го нема никаде на светот. Изгледате го видеото до крај, да го видите и вториот дел, и кажете ми што мислите вие за вториот дел, како е тоа возможно и се наоѓам на последниот жив вулкан на Балканот. И многу интересно е за ова место, што повеќе не е вулкан. Јас растев во Југославија и во Југославија по учебниците по географија во тогашната најмоќна држава во Европа се учеше дека ова е последниот жив вулкан. Меѓутоа, моментално овој вулкан не е вулкан, преименуван е во нешто друго, односно како природна реткост. Како и се друго што се прави кај нас, не смееме ни да имаме нешто толку очигледно. Не смееме ни да го имаме единствениот жив вулкан, иако природата или Бог, или како сакате наречете го, сакал токму на ова место да биде тоа. И тоа е факт. И сега се наоѓам кај последниот жив вулкан на Балканот, кој е наречен Дувало, или место од каде што дува. Од тука се осеќа многу јака миризма на сулфур, што е многу здраво. Значи, да се дојде тука и да се подиши овој воздух неколку минути, представува вистинско богатство и вистинско унапредување на здравјето. Така да го препорачувам за сите што имате некои здравствени проблеми, да дојдете неколку минути на ова место и да подишите само, ништо повеќе. За придобивките кон здравјето од ова место раскажуваат мештаните, кои што тврдат дека се здрави токму поради овој сулфур кој што испаѓа од земјата или миризбата од последниот жив вулкан на Балканот. Од ова место порано се вадело сулфурот, се правело барут, се експлоатирало ова место. Сега стои така, има по некој искршено шише, има една табла и тоа е тоа. Околу менаџирањето на ова место не би сакал да зборувам, повеќе би сакал да ви напоменам за неговата реткост и за богатството кое што го имаме кај нас, а ова е токму уште едно од редицата на богатства, уникатни кои што ги имаме на овие простори. Во некои дамнешни времиња, луѓето кон ова место се однесувале со голема почит. Тие во одредени денови од годината доаѓале тука и му свиреле на ова место, му одавале почит, му одавале чест и на тој начин можеби и му ја зголемувале неговата енергија, односно неговото влијание, затоа што каде што се дава енергија, тоа место расте. Со се е така, така е со нас, така е со растенијата, така и со овие места, енергетски места, ретки места, кои што
доколку им се дава енергија, тие ќе се развиваат. Затоа што природата е едно живо суштество на кое што и треба внимание и на кое што и треба енергија. И токму моето видео е за тоа, да ви го посочам ова место, да му дадеме малку убава енергија и можеби и да го заживееме. Како што кажав, мештаните доаѓале на ова место и свиреле, и е многу интересно, многу луѓе раскажуваат дека кога тие свиреле, од земјата почнувало да излегува пареја, од овие отвори што ги гледате на секаде почнувало да изгледа пареја и на некој начин се воспоставувала комуникација меѓу луѓето и ова место или природата. Дали било тоа случајност, дали не знам, меѓутоа тоа се случувало и кај луѓето оставало мистично чувство и чувство на поврзаност со природата, нешто што ние денес го немаме. А сега, одма до нашето место кое што ви го снимав, а тоа е последниот жив вулкан на Балканот, ви нудам уште поголемо откритие, а тоа е депонија. Си замислете до последниот жив вулкан, што да замислите, секој ден го гледаме тоа. Не знам, можам ли да пцувам, мислам на YouTube дека можам да пцујам, ама ќе поштедам, уште сум при крајот со живците од гледање на сето тоа ѓубре низ Македонија. Меѓутоа и на ова место ли бе луѓе направивте депонија? Значи, одма до живиот вулкан, на само неколку метра имате депонија. Не знам. Се изморив веќе од сите вие работи. Се изморив. Не знам, ќе посетиш преубаво место, се наполни сувава енергија и тогаш орките ќе ги видиш. Ова се мештаните. Луѓето од ова село фрлаат ѓубре, сигурно не сум дошол јас од Велес да им фрлам тука шут. Се знае кој го фрла ова ѓубре. Срамота е, луѓе, срамота е, возрастни луѓе сте. Пораснавте, ви помина цел живот у ѓубре фрлање и уништување на природата. Не знам што да кажам, нема аспект на кој што може да се осврнам, а е позитивен кај нас, освен тоа што ни го дала природата, а го уништуваме. Гледам, многу луѓе се борат за природата и јас се борам, меѓутоа едноставно нема никаков ефект и ништо не се менува. Тоа е мојата констатација, значи имавте убав прилог за местото и имате депонија на само неколку метра од него. Еве ви депонијата, погледнете ја. Уживајте малку и во оваа наша реалност. Тука Перо си ги фрлил остатоците од вецето, си го реновирал Перо, тука живее Перо, ете го. Си ги фрлил остатоците. Тука што имате? Тука имате кревети. Киро дошол, си го фрлил ѓубрето што реновирал дома. Тука Мара му рекла на Киро, води фрли у шумата, шо ти е гајле, не е дома. Значи, ова е во самата околина на вулканот, значи тони и тони ѓубре. Дојдов да снимам вулкан, снимам депонија. Значи, еве ја депонијата.
А еве го вулканот. Толку од ова видео, а ви благодарам што го изгледавте. Претплатете се на Сонцогор, станете членови, поддржете ме, а јас одам малку да уживам во убавините на Охрид. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија.